Денеска сме во целодневна посета на Струмица. Пред се на самиот почеток на посетата го посетивме дневниот центар за деца со посебни потреби, Центарот за социјални работи. Тука во момент сме на посета на пензионерите кои што преку Министерството за труд и социјална политика ја користат можноста за бањско-климатска рекреација. Во моментот во хотелот Цар Самуил се сместени 130 пензионери кои што ја искористуваат оваа убава можност и за здравствено опоравување, меѓутоа и за релаксација. Ја поддржуваме секоја иницијатива која што оди во насока на подобрување на правата на пензионерите. По посетата од хотелот Цар Самуил ќе продолжиме со посета во Заводот за заштита и рехабилитација, каде што ќе оствариме средба со директорот, да не запознае со прашањата и проблемите со кои што се соочува Заводот, и на крајот на денот ќе направиме посета на детската градинка Детска радост, за да можеме да се запознаеме со грижата за најмалите. Во овој контекст сакам да кажам дека грижата на Министерството за труд и социјална политика, на министерката од позиција на министер во овој период во владата на Република Македонија, обрнуваме внимание за вистинска и реална грижа за пензионерите. Кога зборувам за вистинска и реална грижа за пензионерите, пред се мислам за подобрување на севкупните услови во кои што престојуваат и живеат старите лица. Направивме обиколка на сите старски домови во Република Македонија и ги забележавме истите проблеми со кои што се соочуваат, а тоа е несоодветни услови за сместување на старите лица во домовите кои што се општински јавни установи, меѓутоа и со проблемот на недоволните средства за вложување на обнова на капацитетите што ги имаат. Последната посета на Домот за стари лица во Прилеп го реализиравме како успешна средба, од која што произлезе и проширување, дополнување на планот за јавни набавки во Министерството за труд и социјална политика, со можноста да се издвојат средства за реновирање на тој еден кат што е нотиран како субстандарден во домот. Кога зборуваме за реалната грижа за пензионерите, имаме во предвид дека треба многу да се вложува за да се подобри реалната позиција на пензионерите. Пред се мислиме на враќање на годишното усогласување на пензиите со растот на трошоците за живот. Ако се сеќавате, тоа беше два пати во годината, јануари и јули месец. Од пред 3 години имаме номинално зголемување на пензиите, односно целата маса на пензии за 5% и линеарна исплата на покачување на пензија од 500 денари, зашто сметаме дека не е согласно принципот на еднаквост во однос на висината на корисниците на пензии. Планираме да го вратиме законскиот основ за 2 пати усогласување на пензиите во текот на годината, што ќе придонесе за раст на пензиите во текот на годината за повеќе од 600 денари, како што е во моментот. 600 денари нема да се намалат, меѓутоа ќе оди секако зголемувањето на пензијата многу повеќе, затоа што основот и трошоците за живот се многу поголеми од она што е реално зголемување на пензиите во моментот. Планираме да воведеме, да ја зголемиме висината на пензијата за корисниците на бесплатното болничко лекување. Сега во моментот е ограничено на просечната пензија од 13.000 денари. Тоа ќе ја покачиме висината на 15.000 денари, за да можат и тие до 15.000 денари да имаат право да ги користат бесплатното болничко лекување, за да можат да си ги ползуваат правата што им следуваат не само во јавниот сектор, туку и во приватниот, што ќе биде обезбедено со склучување на договори со приватните здравствени установи, за да може
може бесплатното болничко лекување да биде финансирано и во приватното здравство. Кога зборуваме за правата, зборуваме и за почитување на принципот на недискриминација, што значи дека сите пензионери во Република Македонија мора да ги уживаат истите права. Тоа значи дека бесплатниот превоз што го уживаат пензионерите од градот Скопје мора да биде право и на сите останати пензионери во Република Македонија, за да се ослободат од трошоците за јавен превоз или за меѓуградски превоз, во кој што ќе можат да го искористат исто така правото како и пензионерите во Скопје. Кога зборуваме за грижата, мислиме и на следново. Дека има голем процент на граѓани во Република Македонија кои што имаат години на старост, но немаат години на стаж од работен однос, за да се здобијат со право на пензија, но има и такви случаи кога заради бројни други причини никој воопшто не ни работел, нема ден стаж. За тие лица предвидуваме државна социјална пензија во висина од 60% од просечната плата, просечната пензија, што ќе им овозможи достоинствена старост. Затоа што тоа е вистинската грижа за старите лица, да им обезбедиме достоинствена старост и достоинствен живот во периодот кој што им е до крајот на животот. Ги поттикнуваме сите општини во Република Македонија, меѓу кои што денеска и општината Струмица, да го продолжи проектот за изградба на старски дом, во кој што ќе бидат обезбедени капацитетите за сместување на старите лица. Дополнително од посетата во Прилеп, ние веќе го направивме тој чекор, побаравме од општините кои што се основачи на општинските јавни установи, домовите за стари лица, да ги ослободат од плаќање на надомест за лекување и лекови на сите сместени на приватен трошок во државните старски домови. Што значи тоа? Во старските домови се сместуваат и лица на кои што центрите за социјални работи им ги покриваат трошоците за лекување и за лекови, но тоа не е случај со пензионерите кои што на собствен трошок со минимални пензии и многу мали ниски пензии се сместуваат во домовите. Направивме допис до општините и до Фондот за здравство за да се ослободат од трошоците за лекување и за лекови и лицата за кои што нема центрите за социјални работи обврска да ги подмируваат трошоците за лекови. Така што еве денешнава посета е една од посетите која што ја правиме низ Република Македонија, да ги поздравиме пензионерите, да им посакаме добро здравје, добар престој во овие одлични услови кои што ги имаат во хотелот Цар Самуил и во сите останати места каде што во моментот ја користат оваа можност, и да укажеме на јавноста дека сите проекти кои што се во насока на подобрување на здравјето, заштитата и грижата за старите лица ќе продолжат и во иднина.